Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Дополнително намалување на цената на дизелот од 1 денар. Власта е задоволна од резултатот, опозицијата бара нов пакет мерки. Американската амбасада во Скопје објави безбедносно предупредување. Министерот за внатрешни работи тврди дека безбедносната состојба е стабилна. Рекорден раст на пазарот на недвижности. Годишниот рекорд се искачи на 3784 евра за квадрат. Најскапиот стан се продал во аеродром, а најскапата куќа во центар. Лекарите се виновни за издадените оправдувања, но МВР води внатрешна истрага за полицајците кои лажно оделе на боледување. Имали преговори помеѓу САД и Иран за крај на војната. Израелските медиуми прогнозираат дека нападите ќе завршат до 9 април. За случувањата во Знам, но и за актуелните прашања во тема на денот вечерва ќе разговарам со пратеникот Даниел Стојчевски. Останете со нас. 3 денари пониска цена на дизелот овозможи најголемиот снабдувач со нафтени деривати. По намалениот данок, со што се овозможи намалување на цената на сите горива, денеска стигна нова информација од Министерството за енергетика. Од владата се задоволни, од опозицијата пак бараат дополнителен пакет на мерки. Бензинските станици кои набавуваат гориво од најголемиот снабдувач добија денар плюс попуст за дизелот. Со намаленото ДДВ и попустот на најголем дел од бензинските пумпи ширум Македонија, бензинот БС-95 се продава по 84,5 денари. 98 октанскиот се точи за 86,5 денари, а дизелот по ново ќе чини 92,5 денари. Окта дополнително го зголеми попустот за дизел од 2 на 3 денари по литар, односно воведе дополнителен попуст од 1 денар со продолжување на мерката до 6 април. Ова е конкретен резултат на партнерскиот пристап и континуираната координација со цел директни придобивки за граѓаните и стопанството. Ако владата не го намалеше ДДВ-то и немаше попуст, бензините ќе беа поскапи за 8,5 денари, а дизелот за 10 денари. Земјите од регионот се соочуваат со сериозни нарушувања во снабдувањето. Најтешка е ситуацијата во Словенија, каде над 250 бензински пумпи останале без дизел. Некои станици останале без залихи уште напладне поради навалица од возачи од Австрија. Слични сцени има и во Хрватска, каде по најавата за поскапување, граѓани со канистри и буриња чекале и по повеќе од 1 час за да наточат резерви. На многу локации во Загреб дизел воопшто немало или се продавал само премиум по цена на обичен. Македонија нема таков проблем. Државата има доволно гориво. Поради пониските цени, голем број граѓани од соседството доаѓаат кај нас за да си ги наполнат резервоарите. Вкупната потрошувачка е зголемена за 10%, а најмногу се точи во пограничните региони со Албанија, Косово, Србија и Грција. Но и покрај тоа, земјава не размислува за ограничување на продажбата. За разлика од минатото, кога како земја коленичевме и молевме за помош, сега сме ние тие кои што генерираат стабилност и даваат помош. Сакам да кажам дека и нафтоводот е во целосна функција, односно цевката е полна, која што представува дополнителна сигурност, складовите се полни согласно закон, државните резерви се околу 60 на дена, така што во овој момент апсолутно нема никаква потреба од таква мерка. Интересно е што според премиерот, дел од аеродромите во регионот се снабдуваат со керозин токму од Македонија, што дополнително ја зајакнува улогата на земјава во енергетскиот систем на Балканот. Владата разгледува можност за активирање на дел од резервите на мазут за производство на струја. Станува збор за околу 3000 тони кои требало да се повлечат уште минатата година за време на кризната состојба, но не биле целосно искористени. Можеби ќе оживееме, би рекол, таа одлука да се повлечат тие количини, па потоа евентуално би оделе со нова одлука. А Филипче ја повика власта да ги прифати 4 мерки што ги предложи СДСМ, но и дополнително да донесе пакет мерки за одредени категории на граѓани. Најсиромашните категории, пензионери, социјалните случаи, семејствата со многу деца, најслабо платените работници мора да видат некаква помош од државата. Во нашите влади за време на соочување со кризите беа поделени 2 милиарди евра директна помош кон граѓаните. Цената на нафтата на светските берзи вчера падна, па поради тоа од ДУИ бараат наместо еднаш регулаторната комисија да ги пресметува цените најмалку 2 пати неделно.
Неделна потрошувачка околу 12 милиони литри дизел. Разлика во цена околу 9 денари по литар. Вкупен дополнителен трошок над 1,5 милиони евра за само една недела. Ова значи дека граѓаните и малите бизниси плаќаат милиони повише. Регулатор на вчера го измени правилникот, па сега ќе може да се носат вонредни одлуки за цените без да се чека редовна седница, но само во случај ако се сменат даноците или таксите кои се вклучени во пресметката. Мартин Арсов, Сител телевизија. Од ОКТА ги потврдија информациите и информираа дека го зголемуваат попустот за дизел на 3 денари по литар и ја продолжуваат мерката до 6 април. Како одговор на тековната нестабилност на меѓународните цени, ОКТА го продолжува попустот, што им се нуди на големопродажните и малопродажните трговци до 6 април годинава. Дополнително, попустот за дизел се зголемува од 2 на 3 денари по литар, истиот ќе стапи во сила од денес 24 март. Оваа доброволна иницијатива на ОКТА има за цел да им овозможи на трговците овој бенефит да го пренесат на крајните купувачи во земјава. Трговците на големо и мало имаат целосна слобода самостојно да ги дефинираат своите цени согласно нивната комерцијална политика. Со продолжувањето на мерката и засилената поддршка за дизелот, компанијата повторно ја потврдува својата посветеност кон стабилноста на пазарот, сигурното снабдување и долгорочното партнерство со трговската мрежа во Македонија, велат од ОКТА. Дизелот на Макпетрол ќе се продава за 3 денари поевтино, информираа од компанијата. Дизел горивото на Макпетрол од вечерва по полноќ ќе се продава по цена пониска за 3 денари од таа објавена од Регулаторната комисија за енергетика. Компанијата уште од вчера ја спушти цената на дизелот за 2 денари, а со дополнителното намалување ова гориво од вечерва ќе се продава за вкупно 3 денари пониска цена. По промената, дизел горивото ќе може да се набави за 92,5 денари за литар. И дел од другите горива на бензинските станици на Макпетрол веќе се продаваат за цена пониска од 2 денари од тие објавени од Регулаторната комисија за енергетика. Горивото Евросупер БС95 на Макпетрол се продава по цена од 84,5 денари за литар, додека литар Евросупер БС98 чини 86,5 денари, информираа од Макпетрол. Народната банка не ја промени основната каматна стапка на благеничките записи. Гувернерот вели дека цената на горивата прават притисок, но целта ќе им биде одржување на ниска инфлација без да бидат премногу рестриктивни за бизнисот. Министерката за финансии уверува дека буџетот е стабилен и дека нема проблеми со исплатата на платите, пензиите и редовните обврски. И покрај ризиците за зголемена инфлација поради поскапувањето на горивата, Народната банка се уште не ја затега монетарната политика. Извршниот одбор на банката утрово одлучил да не ја менува основната каматна стапка на благајничките записи и таа останува на нивото од 4%. Тоа значи дека Народната банка нема да им понуди повеќе пари на комерцијалните банки за нивните депозити, што ќе остави простор тие средства банките да ги насочат кон бизнисот. Гувернерот признава дека поскапото гориво врши притисок, но како што рече, монетарната политика мора да најде баланс и истовремено да одржи ниска инфлација, но и да не биде премногу рестриктивна за бизнисот. Ги искористиме сите препораки, сите прифатливи мерки што стојат на располагање. Како Централна банка ќе повторам, инфлацијата да не излезе од контрола и второ, да не се на некој начин наштети на економскиот раст. Народната банка проектираше инфлација од 2,5% на годишно ниво, а Славески вели дека ако конфликтот потрае, за очекување се нагорни корекции. Тој информираше дека во моментов располагаме со највисоко ниво на државни резерви и дека сме подготвени да одговориме при евентуални ризици по курсот на денарот. За владата главен притисок и натаму останува од плаќањето на старите долгови, но Министерката за финансии уверува дека буџетот е стабилен и дека нема проблеми со исплатата на платите, пензиите и редовните обврски. Сепак и таа признава дека инфлацијата ќе биде предизвик ова лето, а одлуката минималната плата да не се зголеми за 200 евра како што бараше синдикатот, според неа е среќна околност. Или 2022 имавме висока инфлација, меѓутоа никој во тој период не зборуваше за сите оние промени кои што се правеа во делот на минималната плата, вештачки или нереални зголемувања, носење на одлуки од страна на владата. Може да се носат одлуки за зголемување на плата доколку постои консензус или договор помеѓу приватниот сектор, работодавачи и работници,
но секако нели тоа на крајот ќе има одредени ефекти на инфлацијата. Затоа сакав да го споменам како клучно тука во оваа ситуација, бидејќи гувернерот беше на истиот став дека си има закон, треба да го почитуваме законот и ете имавме среќа во целата оваа ситуација со почитување на законот да не ја подгрееме пред време инфлацијата. Државниот завод за статистика пресмета 2,9% годишна инфлација во февруари. Проценките велат дека на секој 10% раст на цените на горивата, инфлацијата забрзува за 0,4 поени. Од почетокот на март, дизелот е поскап за над 34%. Александар Спасовски, Сител телевизија. Амбасадата на САД во Скопје објави безбедносно предупредување до сите американски граѓани. Алармираат дека се можни прекини во воздушниот сообраќај и дека цел на напад се дипломатските капацитети на САД, дури и тие надвор од Блискиот Исток. Според информацијата од амбасадата, поддржувачите на Иран може да целат на американски објекти или американци низ целиот свет. Според министерот за внатрешни работи, пак безбедносната состојба во земјата е стабилна. Американските власти ги повикаа своите граѓани ширум светот на зголемена предпазливост поради актуелните безбедносни ризици. Во соопштението на Стейт Департментот, кое беше споделено од амбасадата на САД во земјава, се апелира американските државјани да бидат особено внимателни при престој во странство, со посебен акцент на регионот на Блискиот Исток. Предупредувањето, означено како безбедносно, укажува и на можни нарушувања во авиосообраќајот поради повремени затворања на воздушниот простор, што може да доведе до измени на меѓународните летови. Стейт Департментот на САД ги известува американските државјани ширум светот, а особено во регионот на Блискиот Исток, да преземат зголемени мерки на предпазливост. Американските дипломатско-конзуларни представништва, вклучително и оние надвор од регионот на Блискиот Исток, биле таргетирани. Групи кои даваат поддршка на Иран може да таргетираат други интереси на САД во странство или објекти поврзани со Соединетите Американски држави или американски државјани на глобално ниво. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи изјави дека безбедносната состојба во државата е стабилна. Според Тошковски, за сега нема индиции дека конфликтите на Блискиот Исток имаат влијание врз безбедноста во земјата. Во овој момент сметам дека имаме стабилна безбедносна ситуација. Во овој момент немаме никакви индиции дека би можела истата да биде изместена од она ниво на кое што е моментално, така да сметам дека согласно сите оние информации со кои што располагаме, Советот за безбедност беше свикан, ги споделивме исто така. Во овој момент сметам дека имаме стабилна безбедносна состојба во Македонија. На седницата за безбедност одржана на почеток на месецов, на која се разговараше за состојбите на Блискиот Исток, беше оценето дека е стабилна безбедносната состојба. Беше укажано дека е потребно и будно следење на војните дејствија и засилена активност на инструментите за рано предупредување. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Дали актуелните владини мерки се доволни за запирање на ценовниот шок и енормен раст на инфлацијата? Што велат аналитичарите? Во вечерните вести на Сител. Агенцијата за катастар на недвижности бележи рекорден раст на пазарот со недвижности. Годишниот рекорд се искачи на речиси 3800 евра за квадрат. Нескапиот стан се продал во аеродром, а нескапата куќа во Центар. Според просечната продажна цена, општината Центар останува лидер на табелата. По неа следат Карпош и аеродром. Стан во Скопски аеродром продаден за над 166.000 евра, куќа во Центар за 1,5 милиони евра. Во аеродром лани е постигната и највисоката цена за метар квадратен од близу 3.800 евра. Според последниот извештај на Агенцијата за катастар, ова се најскапите трансакции кои го одбележуваат пазарот на недвижности минатата година. Скопските општини Центар, аеродром и Карпоши натаму остануваат најатрактивни на пазарот, кој очекувано во овие три општини бележи највисоки цени на метар квадратен од 1.500 до 1.700 евра. Извештајот покажува дека на годишно ниво цените на недвижностите пораснале за околу 10%, што според директорот на агенцијата е знак дека пазарот полека се стабилизира. Веќе оној раст кој што беше присутен изминативе 2-3 години полека се стабилизира и очекуваме дека во оваа 2026 година ќе имаме еден стабилен пазар на недвижности, дека растот нема да го има, дека може би во одредени делови, во одредени општини ќе има и намалување
на цените. Не очекуваме дека тоа ќе биде од големи размери, меѓутоа очекуваме дека би се движеле од 2 до 5%, максимум 10%, зависи од самата атрактивност на општината. Извештајот покажува пат на бројот на продадени станови, многу поголем интерес за купување куќи, а значителен пораст има и кај закупите. Но ова според Живковски не значи дека граѓаните се потешко доаѓаат до сопствен дом, туку дека ова е резултат на раздвижување на економијата со повеќе странски бизнеси. Општо познато е и сите анализи укажуваат дека македонците и Македонија е на врвот во Европа по лица, односно семејства кои што имаат обезбеден сопствен дом. Некаде процентот е над 90%. Пред се треба да се земе и економската слика, раздвижувањето на економијата, отварањето на се повеќе странски компании, бизниси во Македонија кои што имаат потреба да склучат договори за закуп за деловни простори, за исто така договор за закуп на стамбени простори, така да мислиме дека тоа е една од главните причини кои што го раздвижи овој пазар. Со над 33.000 трансакции, пазарот на недвижности лани забележа рекорден промет од 1,14 милиарди евра или раст од 13% во споредба со претходната година. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски попладне објави дека брзиот автобуски превоз станува реалност. Денес владата го одобри договорот за имплементација на проектот во воведување на брз автобуски превоз во град Скопје, еден од најзначајните инфраструктурни зафати за модернизација на јавниот превоз и унапредување на мобилноста во главниот град. Проектот предвидува изградба на 2 линии во Скопје, едната исток-запад и втората север-југ, набавка на CNG, хибридни нископодни БРТ возила, патнички информативен систем, паметни станици, како и интеграција во системот на управување со сообраќајот во градот. Средствата од заемот на ЕБОР во износ од 70 милиони евра ќе се пренесат на град Скопје како неповратни средства и ќе се користат исклучиво за реализација на проектот, информираше Ѓорѓиевски. Промени во пратеничките редови се можни само за теми од интерес на граѓаните, а СДСМ има контакт со сите пратеници. Ова е одговорот од опозицијата по шпекулациите за можни промени на партиски дресови. Филипче ќе се обиде да ги зацврсти своите позиции во партијата и преку проширување на извршниот и централниот одбор со нови членови. Пратеници на ЗНАМ може да се приближат кон СДСМ само за одредени теми што се од интерес на граѓаните. Велат од партијата на Филипче, откако Миле Цеков, пратеник од редовите на Максим Димитриевски, гласаше спротивно од мнозинството и го поддржа предлогот на опозицијата за минимална плата од 600 евра. Иако Цеков потврди дека тоа го направил некако политички чин, сепак тоа ги подгреа шпекулациите за можни промени меѓу власта и опозицијата. Од друга страна, од СДСМ ги негираат можните проблеми во нивната пратеничка група поради судирот на поранешни функционери со лидерот Филипче. СДСМ има контакти со сите пратеници во собранието. Тоа се секојдневни контакти кои се однесуваат на темите поврзани со работата на собранието и закони во интерес на граѓаните. Приближувања може да постојат само по одредени теми, доколку тие се во интерес на сите граѓани на Македонија. Стабилноста на нашата пратеничка група ја доведува во прашање само ВМРО, велат од Бихачка. Но Филипче ќе се обиде да ги зацрси своите позиции во партијата и преку проширување на извршниот и централниот одбор со нови членови, кои ќе бидат полоелни кон него, но и поактивни. Утре на партиски состанок ќе се одлучува и за начинот на кој ќе следат разрешувањата на Шелегов и Деспотовски, што беа најавени минатата недела, а Филипче ќе ја презентира и новата партиска програма. Освен неколку точки редовни во однос на информирањето, кооптирање на членови на Централниот одбор, јас ќе презентирам новата предлог програма на партијата, на која што ќе работат и членови на Централниот одбор во следниот период, а е припремена од стручните комисии во различни области, во сите сфери, за да граѓаните знаат какви политики ние ќе предлагаме во следниот период. Тоа ќе биде процес кој што ќе заврши и ќе се финализира со усвојување на таа програма на Конгресот, кој што ќе се одржи на 7 јуни. Во истиот период, преструктурирање ќе има и кај власта. Премиерот Мицкоски вчера потврди дека владината реконструкција ја планира за мај или јуни, без откриени ресори и имиња покрај промените што ги најавуваат самите одвреди. Промени се очекуваат и кај помалиот владин партнер ЗНАМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со Даниел Стојчевски, пратеник од редовите Не знам. Стојчевски, добро вечер, добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер и поздрав до гледачите. Многу актуелни се случувањата во партијата Знам, во движењето за наша Македонија. Ќе ве прашам на почетокот што се случува во Знам. Има ли единство во партијата и во пратеничката група? Политичката партија Движење Знам за наша Македонија е една од најновите партии на политичката сцена во Македонија и тоа е политичка партија која што во моментот е во подем, за разлика од другите политички партии кои што исклучуваат членови, се осипуваат. Јас тако нешто не гледам во Знам, туку гледам дека одиме само напред. Политичката партија има демократски капацитет и ние имаме конзистентни ставови. Меѓутоа може да имаме понекогаш и различни мислења по однос на оние најважни прашања на кои што се темели нашата идеологија, нашата платформа. Ќе го спомнам тоа и прашањето во однос на нашето членство во Европска унија и уставните измени. Јас морам да го повторам тука нашиот став, а тоа е дека ние сме за уставни измени единствено со одложено дејствие. И зошто го зборувам? На претходните избори ние како политичка партија токму поради тој наш став можеби добивме најголема поддршка од граѓаните и успеавме да добиеме и 6 пратеника, иако се уште не бевме доволно познати можеби за јавноста. Меѓутоа ние имаме конзистентни политики, ние не отстапуваме од тој став и не гледам зошто некој друг би отстапил од тој став. Впрочем, претпоставувам дека асоцирате на колегата Цеков. Да, тоа сакам да ве прашам, затоа што јавноста неколку пати беше изненадена од ставовите на вашиот колега Миле Цеков. Ајде, тој некако синоќа во ова студио ретерираше по однос на прашањето за уставните измени, па рече дека не бил добро сватен и дека останува на ставот дека ќе гласа за уставни измени ако претходно се обезбедат некакви гаранции. Но како го толкувате тоа што Миле Цеков даде поддршка за закон кој што беше предлог на опозицијата, зборувам за законот за минимална плата? Станува збор за преголема демократија во движењето Знам или несогласување? Што се случува? Не, нема несогласување. Повторно ќе кажам, значи во делот на уставните измени нашиот став е кристално јасен. Уставни измени со одложено дејство, постанување на Македонија рамноправна членка со останатите членки во Европска унија. Во делот што се однесува за минималната плата, да, тој имаше различен став, меѓутоа морам да кажам дека и покрај демократскиот капацитет кој што го има нашата партија, сепак сите наши одлуки ги носиме во рамки и на органите и телата и нашите репрезенти подосна јавно ги искажуваат тие стави и нашите стави се кристално јасни. Проче ние имаме и став и во рамки на пратеничката група кој што по однос на тој закон беше јавно искажан. Единствено да, точно колегата Миле излезе со малку по спротивен став и мислам дека во вашата телевизија веќе тој ја го објасни зошто тоа го направил. Меѓутоа, видете, ние влеговме принципијално спротивно на вашите позиции, тоа што го зборува Цеков. Тој вели дека партијата не разговарала со него, вие велите дека за сите прашања се разговара и во рамки на партијата и на пратеничката група. Дали овие случувања со Цеков беа тема на разговор во движењето Знам? Не, воопшто не беа тема на разговори. Повторно ќе кажам дека ние имаме доволно демократски капацитет и ние во овој момент сме фокусирани единствено кон проширување на нашето семејство во партијата. Значи, ако ве разбирам добро, останувате обединети како пратеничка група? Ја не гледам причини зашто да не останеме обединети, меѓутоа доколку има некое поинакво действување во моментов, тоа пратеникот сам треба да излезе и да си го објасни на јавноста. Ние досега формални разговори во некој таков контекст немаме. Знам останува обединета и оди напред. Премиерот најави дека владината реконструкција ќе се случи до крајот на мај или почетокот на јуни. Многу информации излегува веќе во јавноста, шпекулации, што дезинформации, што информации кои што беа демантирани од страна на движењето Знам. Меѓутоа, дали воопшто се разговара во Знам за процесот на владина реконструкција? Дали се размислува ќе се менува ресор, ќе се менува министер во владиниот кабинет? Станало ли збор за такво нешто во Знам? Видете, ние официјално се уште немаме отпочнато некои постапки зборувам помеѓу владините партнери во делот на промена, можни промени во владата, промени во министерските места. Сепак, премиерот и председател на владата, тој ја има и најголемата одговорност во делот на функционирање на владата и тој има најголемо право да ја оценува работата на министрите.
Ние како политичка партија влеговме принципиелно во ова коалиција. Нашите платформи и заложби кои што беа за време на изборниот процес се втемелени во државната програма и сите ние оние ресори со кои што раководиме, имаме 2 министерства, 2 заменика министри, 2 државни секретари, неколку поголеми директорати. Генерално сме задоволни од функционирањето на овие луѓе, овие наши функционери, бидејќи тие ја реализираат политиката која што ние ја представивме пред граѓаните за време на изборите. Кога ќе отпочнат официјалните преговори во делот на смена на влада, ќе го слушнеме прво нормално и ставот на премиерот кој е по однос на нашите министри и дури тогаш ќе заземеме партиски став како понатаму ние ќе продолжиме. Добро, велите дека тој одлучува, меѓутоа ќе го послушате ли Мицковски ако тој излезе со став дека не е задоволен од вашите министри и побара промена на ресорот кој што го држи движењето Знам, или ќе инсистирате на истите ресори? Велите дали ќе го послушаме. Ние сме партнери во овој процес, ние треба да разговараме, да седнеме на маса, да ги слушнеме аргументите, да видиме доколку некој не ги исполнил очекувањата, да видиме и зошто е тоа така, дури потоа ќе носиме одлуки што и како понатаму ќе правиме. Кој би го имал последниот збор во тоа? Ќе одлучи Мицковски или ќе одлучи движењето Знам дали ќе прифати учество во еден таков процес? Па добро, ние сега за сега уште немаме најави за такво нешто. Ние немаме слушнат официјален некој став за задоволство, незадоволство од страна на премиерот, за да одлучи движењето Знам и за да кажам било каква одлука или став на политичката партија, ние претходно исто така кажав дека одлуките ги носиме во рамки на телата и органите кои што ги имаме во партијата. Таму ги заземаме ставовите, ги слушаме мислењето на членовите кои што ја представуваат партијата и врз основа на тоа ќе донесеме одлука која подоцна ќе биде соопштена и се надевам дека бидејќи соработката во овој момент оди добро, во интерес на државата, во интерес на граѓаните, јас сум сигурен дека соработката помеѓу партнерите во владата ќе продолжи и во наредниот период, се до одржување дали предвремени или редовни избори, како и да биде. Еве видовме дека нема целосно единство во пратеничката група по однос на минималната плата. Каков е ставот на Знам и има ли единство по однос на антикризните мерки кои што досега ги донесе владата, односно намалувањето на данокот на горивата и овие обиди да се издействува намалување на цената преку најголемиот снабдувач на нафтени деривати во земјата? Од друга страна, опозицијата вели дека е потребен еден поголем сет на мерки за да се одржи стандардот на граѓаните. Што мисли Знам по однос на ова прашање? Апсолутно дека имаме став. За жал и Македонија не е одмината од оваа глобална криза која што се случува во светот. Како помала држава и ние сме погодени. Ги слушнавме изјавите на министерката за финансии, ги слушнавме изјавите на премиерот дека внимателно се следи целата состојба, целиот процес. Веќе пред 2 дена имаме мерки каде што се намалува данокот за додадена вредност на дериватите и всушност во понеделник очекуваните покачувања на цената на дериватите не се случија, односно цените речиси останаа исти и мислам дека мерките се во ред, навремени и зошто ова го зборувам. Вие имате податок кој што го изнесе и владата дека за некаде околу 10% е зголемена потрошувачка на дериватите во Македонија во последните неколку дена. И на што се должи тоа? Тоа се должи на зголемена потрошувачка на пограничните места во Македонија, каде што укажува на можно купување на нафтени деривати од страна на нашите соседи. Куманово беше посочено како место. Да. Вие сте од Куманово. Чувствувате дека се случува такво нешто? Па ја лично немам приметено, меѓутоа сепак показатели, анализи тоа го укажуваат, а тоа се должи поради тоа што ние во регионот сепак имаме најевтина нафта, имавме претходно најевтина нафта, имаме во моментов најевтина нафта и се уште ќе имаме најевтина нафта и во иднина. Бидејќи се следи процесот, меѓутоа пак ќе кажам, треба да бидеме внимателни за да не се доведеме во една состојба при намалување на цените, да нашите количини на нафта отидат во нашите соседни држави. Случевски, вие сте дел од работната група која што работи на измените на изборниот законник. Вчера имавте состанок како работна група, но информацијата беше дека сам сте ги добиле материјалите од Министерството за правда и дека имате рок од 2 недели да ги разгледате и да излезете со предлози. Со какви предлози ќе настапи Знам во однос на измените во изборниот законник?
Првично би сакал еден коментар да дадам од делот на работната група, бидејќи овој закон е во интерес на целокупната јавност, на сите политички партии, сите релевантни чинители во политичкиот живот во Македонија. Имаме договорено да работиме консензуално и сите ставови да ги изнесуваме консензуално, да не излегуваме со поединечни изјави секоја политичка партија. Телото започна со работа, во моментот процесот се одвива добро, фативме некое темпо. Ставовите на политичката партија знам, кои што веќе ги официализиравме, а тоа иако се работи за промена на уставот, во делот на бројот на пратеници, нашиот став е дека треба да имаме 90 пратеници во рамки на собранието. Во делот на изборниот законник ние ќе се залагаме за една изборна единица со одреден праг, тоа ли ќе биде тоа 2-3%, каде што ќе биде дадена можност на помалите политички партии повеќе да бидат застапени во парламентот и она што е најбитно за нас, а тоа е во делот на медиумското представување. Бидејќи во моментот двете најголеми опозициони партии, двете најголеми владеачки партии за време на изборниот период имаат по 45%, односно 90% можност за медиумско представување. Останатите политички партии кои што се помали, а партиципираат во парламентот, имаат 7%. Мислам дека тука ние немаме еднакво представување, граѓаните немаат можност да ги видат еднакво сите кандидати и ќе се залагаме да има промена и во тој дел. Процесот е отпочнат, во моментов ќе работиме првично на препораките кои што се од ОПСЕ и ОДХР, кои што сакаме да ги имплементираме во новиот изборен закон и ќе бидат приоритет за сите пратенички групи, за сите кои што се вклучени во работното тело и полека се надевам дека ќе дојдеме и до крупните избори каде што сепак ќе бидат предмети на некој поголем политички договор и се надевам дека сите заеднички ќе излеземе со едно заедничко решение и ќе направиме еден квалитетен изборен законник. Сечевски, слушајќи ги вашите ставови, слушајќи што велат од другите политички партии, очигледно е дека ќе има многу различни ставови и различни барања кои што ќе се најдат пред работната група. Ако не грешам, на лидерската средба беше договорено законот да се скрои до мај месец. Реално има ли можност да се направи такво нешто? Па мислам дека имаме доволно време, иако се работи за обемен закон, потребно е многу работа. Мислам дека до крајот на мај, доколку сите се посветиме максимално, доколку нема обструкции при самиот процес на носење на законот, јас сум оптимист дека ние може да стигнеме некаде до крајот на мај и со овој закон да излеземе како предлог пред пратениците во собранието. Сочевски, благодарам многу за гостувањето во тема. Благодарам уште еднаш и на вас. Онлайн радикализацијата како безбедносен предизвик беше тема на дебата помеѓу експертите во безбедносно-полициските служби во државата. Почнува суптилно со чувство на неправда, фрустрација, социјална изолација, потреба за припадност, а дигиталниот простор дозволува лесно ширење на штетните наративи. Онлайн радикализацијата како безбедносен предизвик беше тема на дебата помеѓу експертите во безбедно-полициските служби во државата во организација на Институтот за комуникацијски студии. Регрутацијата и радикализацијата во Македонија во најголем дел се уште почнува лице в лице, особено кога станува збор за верскиот екстремизам, кој најчесто почнува во параверските институции, но дигиталниот простор главно се користи за ширење на екстремистичките идеи. Но Македонија и соседството се соочува и со еден поинаков вид на екстремизам. Иако во јавноста се стекнува мислење, односно привлекува можеби повеќе внимание злоупотребата на религијата, така наречениот верски мотивиран радикализам, сепак и во нашата држава и во непосредното окружување не треба да ги занемариме и оние етнонационалистички движења кои што за жал се уште екзистираат и експонираат согласно идеолошката основа. Службите во Македонија детектирале и директни врски помеѓу радикалните и терористичките групи со подземјето. Во Македонија последните 2 години откриени се 14 групи, наркогрупи од наркобизнисот, кои што директно влијат позитивно на безбедноста, на стабилноста на државата, затоа што се повеќе информации кажуваат дека терористите сакат да ги користат овие групи организиран криминал
за извршување на активности, насилни активности. Во подготовка е нов закон чија што задача ќе биде токму борбата против екстремизмот во Македонија. Откако ќе се донесе, ќе биде формирана и посебна единица која најверојатно ќе биде дел од АНБ, а чија што задача ќе биде да детектира радикализирање во онлайн просторот. Но за службите, особено за Агенцијата за финансиско разузнавање, предизвик останува начинот на финансирање на терористичките групи. Во основа се користат криптовалутите. Се разбира, има повеќе форми на нелегално финансирање, на некои невладени организации, параверски организации. Кога зборувам невладени, апсолутно не мислам на оние што функционираат, што се пристои во јавноста, туку невладени кои што се формираат за еден ден или два дена, се финансира, ќе ги сперат парите и после тие ги користат за финансирање и поттикнување на радикализам. Во државава екзистираат одредена, би рекол, убава бројка на здруженија, групации и поединци кои што ги злоупотребуваат начините на функционирање на поедини граѓански здруженија токму за ширење на ваков вид на радикална пропаганда, преку кое што подоцна се регрутираат нови потенцијални истомисленици. Во изминатите неколку години службите спречија неколку терористички напади во напредна фаза на планирање. Последниот случај беше пред само еден месец, кога по дојава од американското FBI, полицијата приведе 20-годишник од Мала Речица кој на Дискорд упатил сериозна закана дека е подготвен за напад со огнено оружје. Во акцијата приведен е и уште еден 89-годишник, а специјалците од Тигар пронашле и цел арсенал огнено оружје и муниција. Даниел Василев, Сител телевизија. Лекарите се виновни за издадените оправдувања, вели Тошковски, но МВР води внатрешна истрага за полицајците кои оделе на лажно боледување. Министерот за внатрешни работи прстот го впери кон лекарите кои издавале лажни боледувања на полициски службеници. Истрага за можна злоупотреба води и внатрешната контрола на МВР. Откако вчера од Фондот за здравство посочија дека секое пето боледување во овој сектор е со нецелосна документација. За Тошковски фрапантно е секој месец 10% од вработените во Министерството да отсуствуваат од работа поради наводна болест. Тоа го увидел уште кога бил технички министер и затоа побарал да се проверат боледувањата. Согласно на што го видов, секој четврти или секој петти од контролираните има индиции дека го злоупотребува боледувањето. Значи, тоа е катастрофа како процент, ако сме реални. Секога дека ќе ја финализираме истрагата која што се води во рамки на одделот за внатрешна контрола во Министерството за внатрешни работи, изистото ќе ги информираме граѓаните. Ова кое што беше констатирано од страна на фондот се пропусти кои што ги вршеле лекарите во рамки на процесуирањето на барањата за боледување во конкретниот случај полициските службеници. Од фондот пак укажаа дека најголема злоупотреба се прави со кратките и испрекинати боледувања од 7 и 14 дена, за кои не е потребна комисиска проценка, а за нив во овој сектор исплатата е 100% на плата. Една од шемите на вработени во МВР била и често менување на матични лекари за да добијат боледување. Александар Динев, Сител телевизија.